Да, се враќаме во студиото, како што најавив, тука е Иво Рангеловиќ, политички аналитичар. Господин Рангеловиќ, еве од прилика ова што го видовме во вестите во однос на Израел, тоа е и темата за која зборуваме. Израел се подготвува за таа фамозна копнена интервенција, влегување во Газа, за кој постои стравување во светот дека може да предизвика дополнителна ескалација и зголемен број на цивилни жртви, се разбира. Ке зборуваме за тоа, но сакам еве како едно генерално воведно прашање, кога зборуваме за конфликтот меѓу Израел и Палестина, едни велат ова е како почеток на Трета светска војна, а други велат па Третата светска војна веќе е во тек, само треба да внимавате што се случува. Како гледате вие на ова? Генерално би кажал дека овој не е ниту прв, ниту последен конфликт за жал помеѓу Израел и Палестина. Меѓутоа, овој пат конфигурацијата на тој геостратешки пејсаж е таква да може да вовлече одредени трети сили. Значи, на некој свој начин поинаков од останатите конфликти на кои сме сведочеле досега. Искрено не верувам дека ќе дојде до поголема копнена офанзива, уште помалку во вовлекување на големите сили, ако постои веројатно за такво нешто. Бидејќи сметам дека ете како вовед во нашата дискусија, светот е на една раскрсница, на една транзиција повеќе би кажал на тој светски поредок, нели се зборува се повеќе за тој мултилатерализам, односно повеќе влијание од одредени сили наместо тоа да биде единствено американската хегемонија, и сметам дека та евентуална копнена офанзива или евентуално проширување на тој конфликт нема да оди во полза на задржување на поредокот онаков како што го знаеме, односно предводен од Западот, бидејќи ова е еден конфликт кој јас пред се го гледам како товар на Западот од 46-та, 7-та, 8-та година па наваму. Тој служи како товар на Западот, а не како полза. И верувам дека кога тогаш ќе мора да се седне на маса и да се донесе решение на кое сите ние би рекол мижиме. А тоа е дека мора да постојат две држави, едната ќе се вика Израел, другата ќе се вика Палестина. Бидејќи во моментов веќе трае, па да не речеме, еден век, никако да се сопрат тие судири помеѓу израелците и палестинците, иако во последно време на Западот, а јас сум повеќе разочаран отколку изненаден и во нашата јавност, со една неподнослива леснотија се зазема страна, во конкретниот случај кон Израел, при тоа заборавајќи го контекстот, односно генезата на овој конфликт, како дојде до тоа и како еволуираше истиот. Дури би се надоврзал на тоа дека македонскиот народ и наративот кој Македонија го одбра како држава да создаде држава е многу сличен на палестинскиот и македонскиот народ. Беше под окупација, направи една иницијатива, една организација за која вчера имавме празник и се бореше на истиот начин во тој контекст, и таа македонска револуционерна организација важеше како терористичка организација. На истата се повикуваме, го градевме митот на својата државност. За сега со една таква леснотија кажеме дека генерализираме дека палестинците се предводени од терористички организации, па дури стереотипно знаеме да кажеме дека палестинците се терористи. Кога зборувате за поддршка, еднонасочна поддршка, како што велите, на Израел, зборувате за оно што го кажа владата за поддршката што изрази кон Израел, или зборувате за еден став на општеството во поглед на тоа прашање? Па едно е, да, политичките елити во Македонија мислам дека консенсуално се застанати зад израелската политика. Не навлагам во поширокиот контекст на НАТО, Европска унија и така натаму, преку политичките елити и јавноста. Генерално сметам дека македонската јавност и политика зазема страна, тоа е првата грешка, а втората грешка е што ја зазема страната на Израел без да ги согледа работите објективно и без да се повика на сопствената историја. Можеби после тие моменти доколку одлучите да заземете страна е фер. Вака како што се поставени работите, сметам дека е исклучително примитивно. Бидејќи ќе повторам, македонскиот народ го одеше не толку
ригидно, да кажам, не толку радикално патот по кој оди палестинскиот народ, меѓутоа одеше на некој сличен начин во даден историски момент да добие каква таква независност, односно да не биде веќе под окупација. Добро, овие еве да речеме поддршката на политичките партии, од кои најголемите политички партии од македонска и од албанска страна го осудија терористичкиот напад на Хамас и повикаат на поддршка на Израел, навистина беше така. Тука има два феномена. Еден е оној кој прво мораме да кажеме дека сепак таа поддршка дојде после тој терористички напад и сега не знам дали може да се окарактеризира како де факто поддршка за Израел генерално во конфликтот или беше поддршка само во однос на терористичкиот напад. Прво тоа сакам да ве прашам. Бидејќи не е баш исто. Да дадете онака бланко поддршка на Израел за се што прави, или само да кажете дека го осудувате терористичкиот напад и го поддржувате Израел да се брани. Доколку одиме по тој пат, доколку креираме таква една политика, да го осудиме терористичкиот напад, тогаш би било многу важно, паралелно, да го осудите и тој окупацијски режим кој се врши врз палестинците. Јас се согласувам дека тоа што го направи Хамас е катастрофално и нечовечки и тоа е за секаква осуда. Меѓутоа паралелно треба да осудиме што се случува за време на таа окупација на палестинскиот народ од страна на Израел. Значи работите се додека не ги вагаме објективно, сметам дека лутаме во политиката. И затоа ми смета тоа што се осуди единствено нападот на Хамас, при тоа забораваме претходно 50-60 години, па и денес што се случува на палестинскиот народ на тие територии. Значи поентата на мојот разговор денес не е да заземам страна или да бранам таа палестинска кауза, меѓутоа би требало веќе да не ги гледам работите со врзани очи, како што мислам дека практикува поголем дел од светот, пред се Западот, а со тоа и Македонија. Само еден мал претекст на ова што го говорам, бидејќи е многу важен тој историски претекст за јавноста попластично да разбере што се случува. Значи, секоја нација, секоја држава создава своја приказна врз одреден мит, врз одреден наратив. Во случајов Израел 46-7 година одбра тој мит, тој наратив да биде ционизмот, односно тоа е еврејскиот национализам за кој до ден денес Израел смета дека е секуларен, меѓутоа тој има религиски основи. Еве најпросто би кажал за јавноста, ционизмот значи во превод дека Господ ја ветил земјата Палестина на евреите и само на евреите. Тоа и само на евреите многу е потенцирано низ овие години. И тоа е воедно изворот, тоа е коренот на сите понатамошни конфликти кои следат помеѓу евреите и арапскиот свет. Не дека претходно немало, меѓутоа тој арапски фанатизам е реакција на израелскиот ционизам, а не обратно. Така што всушност коренот на тероризмот, еве да речеме на арапскиот тероризам, сега арапскиот бидејќи Иран да речеме не се арапи, но ајде да речеме арапскиот тероризам е всушност Палестина. Коренот на тој тероризам е неправдата во Палестина. Односно, и тоа во сите земји потоа што се тој еврејски национализам врз кој се гради израелската држава, бидејќи доколку вие градите држава која е единствено за вас, односно во случајов единствено за евреите, не можете да очекувате мир. Од независноста на Израел поминаа 6-7-8 години, почна првиот конфликт 56-та година, продолжи 67 година јунската војна која траеше 6 дена, Јом Кипур војната 73-та, 3-4 војни измеѓу до ден денес ова што се случува со Хамас. Значи ова се случува во еден историски континуитет во кој не се превзема ништо, единствено се става палестинското прашање под тепих, на страна, не се решава. И таа експансионистичка политика населување на израелците по палестинските територии продолжува, светот мижи и денес сме ние изненадени како еден Хамас земал пушки, коњи, магарења, влегол во Израел и направил тоа што направил. Меѓутоа, забораваме дека ова е еден континуитет, дека и после оваа војна, дури да влезе Израел копнено, тотална агресија да изврши врз Газа, тоа само додатно ќе го пробуди арапскиот свет да го прави ова што го правеше Хамас. Имаше еден израелски командант 73-та година кој велеше би било катастрофа ако победиме.
И тоа е најпаметната изрека што сум ја слушнал од израелски командант, бидејќи доколку Израел победи во војната, тоа отвара, создава нов контекст за понатамошен бунт од страна на палестинците, на арапите, во случајов во модерно време и Иран. Значи, не мислам дека таква една инвазија е решение на она што се случува. Значи, тие луѓе во Газа, пред се, во појасот Газа, им се контролира вода, струја, вода, воздух. Ја веќе не знам што не се контролира. Не може да излезат преку аеродром, да летаат некаде. Не може на море, што се вика, да се избањаат подалеку од таму кај што е цртата. Значи, они континуирано живеат, се раѓаат и обстануваат и умираат под една таква окупација која е незамислива во 21. век. Сега, они живеат фактички во еден огромен концентрационен логор. Апсолутно. И што очекувате од тие луѓе? Книги да пишуваат? Значи, едноставно, ова е реакција на една окупација. Така што... Сакам друго да ја прашам во поглед на ставот на македонските политички елити, бидејќи тука има уште еден феномен за кој многу малку се зборува. Јас барем не сум видел анализа на тоа прашање, мене ми е, например, многу интересно. Ставот на грото на македонските политички елити, се разбира, има и некои партии кои ја поддржуваат Палестина, но сепак тие се во големо малцинство. И интересно е што тоа е и кај македонските и кај албанските партии, па еве да речеме и кај соседните држави во регионот. И Косово го поддржа Израел, и Албанија го поддржа Израел и така натаму. Но доколку го видиме мислењето на јавноста, и кај албанците и кај македонците, тоа не кореспондира со ставот на партиите. Баш така. Тоа можеме лесно да го видиме во коментарите на социјалните мрежи, каде што ќе видиме дека мислењето е доста поделено, значи драстично поделено, не е воопшто така унисоно како што е ставот на партиите. Сега, ми се чини дека тој став на политичките елити повеќе произлегува како една рефлексија на ставот на Западот, околку на нивно искрено мислење, ајде да кажем. Па да, сето тоа е така, бидејќи таа одлука се базира на интерес. Дали е тоа партиски државен, неважно. Мој совет е и за македонската политика и за македонскиот народ, кога бираат помеѓу Израел и Палестина, да одберат морал. Значи морал, етика и човечност. Не постои окупатор жртва. Тоа е исто како НАТО кога ја бомбардираше Југославија, жртвата да биде НАТО. Значи тој што окупира е агресор, без разлика дали е во право или не. Во овој случај имаме класична окупација во 21 век, како што не постои на ниту една точка на земјината топка. Така што нема многу е неодговорно да одберете страна. Значи треба да се одбере морал и човечност. Сега, отидовте многу далеку со земјите во нашата околина, меѓутоа погледнете што и се случува на Палестина во низиниот двор. Со Абрамсите договори, Соединетите американски држави успеа да ги замолкнат арапските земји во поглед на палестинското прашање, при тоа да воспостават дипломатски односи со Израел. Значи, ајде да речеме на Мароко се направи и паралелно на све ова, унилатерални отстапки правеше Америка кон секоја земја која ќе го призна Израел е од арапскиот свет. Конкретно Мароко го призна Израел, Америка им даде де факто юрисдикција врз Западна Сахара. На секоја една им даде некаква отстапка. Значи, сега имате арапски земји, како Обединените Емирати, како Мароко, како Бахрейн, кои го признаваат Израел и молчат на палестинското прашање. Па што да очекувате ви од Македонија, Косово или не знам, Шведска, Данска? Да, и не е само тоа. Значи, не треба да забораваме дека палестинците во појасот Газа, еве, конкретно не се затворени само од Израел, туку се под блокада и од Египет. И тоа под константна блокада и од Египет. И како што велите сега, сите тие таму земји калкулираат, но можеби калкулираат арапските земји и поради еден друг момент, а тоа што Хамас е финансиран од Иран, кој знаеме не е арапска земја, туку они се сметаат за персиски и се во еден голем ривалитет со сите останати арапски држави, особено со Саудиска Арабија и со сите останати, така е да речеме и во конфликтот во Сирија, се исто поставени картите, и во конфликтот во Јемен, каде што прокси силите на Иран војуваат директно против Саудиска Арабија, и сега можеби ставот на арапските земји спрема палестинците извира и од тоа прашање. Тоа ви кажува колку светот функционира врз интерес, наместо врз било каква љубов или разбирање. Значи, денес се седнати на иста маса Израел и одредени арапски земји во една неформална коалиција против Иран,
цената која ќе ја платате да се забушоти ова прашање со Палестина и да не се зборува за тоа. И додека мижи арапскиот свет на тоа, еве ги Египет не сака да отвори границата за да дојдат, Јордан уште помалку, Сирија во состојба во каква што е, меѓутоа секој народ може да се најде во една таква ситуација и треба како луѓе, како цивилизација да реагираме на истите. Ако веќе ги затварате границите, дајте им на тие луѓе струја, вода, сопрете таа копнена офанзива. Во моментов полицаец во светот е Америка, така. Каква беше реакцијата на Блинкен, на Саливан, на Бајден? Апсолутна подршка за Израел, носач за авиони се паркира во дворот на Израел, никаква осуда не слушаме кон Израел во однос на окупацијата која се врши. Значи, вие како суперсила во модерно време би требало барем реторички да осознаете комплексноста на проблемов. Значи, може да кажете да, го поддржуваме Израел, меѓутоа паралелно пуштаме помош за луѓево, кои пред се се луѓе, па после тоа палестинци, помош некаква, било каква, дали е тоа финансиска или во ресурси и производи, неважно, меѓутоа веќе и односот на големите сили е ригиден. Значи, нема онаа човечност да кажеме полекате луѓе, дајте седнеме на маса да се договориме. Ако некој го иницира тоа, во моментов и тоа ради интерес е Египет и Турција. Да се седне, да нема, па дури една грчка дипломатија предводена од Мицотакис слетува во Телавив, се гледа со Нетањаху и Мицотакис бара од Нетањаху да нема воена офанзива во Газа, бидејќи што се несразмерни силите, туку нема никаква поента за остатокот од светот, бидејќи најмалку на светот во моментов му треба уште една поголема војна. Добро, мораме да бидеме попрецизни, бидејќи западните земји и Европската унија го повикуваат Израел да ја одложи офанзивата во Газа. Имавме, еве денеска е Макрон, например, во Израел, ќе видиме каква ќе биде пораката, но веројатно дека ќе биде таква. Интересен е ставот на поранешниот американски претседател Обама, кој е единствен, да речеме, американски поранешен претседател кој се огласи по ова прашање малку подиректно, кој што вели дека вели се разбира Израел има секакво право да се брани, но вели секоја војна стратегија што игнорира човечката цена на крајот би можела да му се врати на Израел. Тоа беше едно вчерашно отворено писмо кое тој го упати. Значи се чини дека сепак Западот бара од Израел да ја одложи копнената офанзива. Апсолутно, бидејќи зошто таа офанзива не треба да се случи? Прво, бидејќи исходот го знаеме, тоа е катастрофална консеквенца по народот таму. Израел секако далеку помоќен од палестинците во било која смисла на зборот. Меѓутоа, доколку го направи тоа Израел само ќе оплоди таа почва за нови проблеми со арапскиот свет, а Израел бега од тоа. Значи, тоа не е решение. Не е решение ниту Израел да седи мирен и Хамас да напаѓа цело време, што значи се сведуваме на третата опција, тоа е да седнете на маса и да се договорите. Значи во неколку наврати од еден многу познат, значи палестински комичар ова што вие сега го кажете, го кажа. Да, со Пирс Морган кажа буквално истото, каде што вели добро во ред, ќе влезе Израел тамо, ќе ги избрка палестинците или ќе ја сравни Газа со земја што и да направи, а што ќе биде поразлично? Што ќе биде резултатот кој ќе биде поразличен од досегашните акции? Значи очигледно е дека сегашната стратегија не функционира, дека нешто мора да се смени. А сегашната стратегија трае некаде од 47 година па наому. Во меѓувреме од владењето на Јасер Арафат до денес до Мохамед Абас, Хамас прво го има сменето статутот во кој се однесуваат релациите со Израел. Значи повеќе не се повикуваат на антисемитизам, туку се повикуваат на антиционизам, што е многу различно. И во многу наврати, сега да не навлегувам многу во детали, Хамас, особено 90-тите години и почеток на 2000-тите, е спремен за разговори и огромни отстапки. Значи, најголемите жешки точки своевремено помеѓу Израел и Палестина беше поделбата на Иерусалим, при тоа источен Иерусалим да си биде главен град на Палестина, и беа бегалците од Палестина да се вратат во Израел, кои се некаде меѓу 700 и 800 илјади. Но тоа Израел нормално не го прифати, меѓутоа Хамас беше спремен и Фатах, да не речам, спремни беа да прифатат и 20-30 илјади само бегалци да се вратат, Иерусалим и така поделен. Значи,
Меѓутоа, во цел тој историски континуитет на кој се повикувам повторно, секогаш Израел не сакал да го наметне како тема на муабет палестинското прашање во контекст на државност. Значи може да се договориме све, само Палестина да нема држава. А тој е единствениот излез каква таква дури нели поделбата на појасот Газа и западниот брег е да се оневозможи една држава, нели и технички веќе да не може да стане. Бидејќи се одвоени и физички. Тоа е решението од 1967 година, мировниот договор кој предвидува создавање на две држави, но зошто тоа решение не може да функционира, бидејќи гледаме сега во поглед на овој конфликт, големите сили, Русија, например, Кина, но и Соединетите американски држави, сите се повикаа на тоа решение и велат решението е две држави. Зошто тоа не може да функционира во пракса, бидејќи еве сега да погледаме малку и од другата страна, па зошто па на Израел не му одговара едноставно да се разграничи со Палестина, Палестина да се биде држава, да се имаат граница и тука веројатно и на нив ќе им биде полесно да ја менаџираат сопствената безбедност отколку вака. Апсолутно. Значи, постојат неколку одговори, ќе се обидам да бидам подиректен. Првиот одговор е бидејќи Израел како Иран е предводен од религиозен наратив. Држава кога водите врз база на религија, тешко вас. Бидејќи секој си има различна религија, верува во различен Господ, особено во ова време исклучително тешко. Бидејќи идеологијата по која се раководи Израел е дека Израел е држава само за евреите. И тука завршува нивното. Они немаат ништо против палестинците во големата слика. И македонци да живеат во нив, нема да сакаат македонци. Идејата е дека оваа земја е само за евреи. Првата грешка. Втората причина, не грешка поради која не може да има две држави, е поддршката од Соединетите американски држави. Има една изјава на господинот Бајден од пред 20-30 години, кога е доста активен во политиката, каде што вели дека Израел и да не постои како држава, Америка треба да го измисли, бидејќи Израел е заштитникот на интересите на Соединетите американски држави во арапскиот свет. Значи, дури и да не постои, треба да го измисли, а при тој го измисли, или има една поригидна интерпретација на тоа што го кажа тој, а тоа е дека Израел е белиот човек на западниот свет во Блискиот исток. Како еден копнен носач на авиони да имате нон-стоп. Токму така. Така што таа поддршка оневозможува две држави, иако договорот на кој сите се повикуваат од 67 година предвидува превремена окупација на Израел врз палестинските територии и да се повлече. Ариел Шарон кога дојде, направи некој таму коктел, не знам што, дека се повлекува од Газа, да се повлекува, но не се повлекува суштински. Он се повлече од Газа во негово владење Израел. Како се повлече? Се повлече да нема експанзија на населување од страна на евреи во Газа. Меѓутоа, од Ариел Шарон до денес Бенџамин Нетањаху, вие вода, струја и намирници им одредувате на тие луѓе, што ќе јадат, што нема да јадат. Мислам, тоа нема никаде. Им одредувате све. Тоа не е држава, тоа не е решение. И затоа на Израел му се случува ова што му се случува. Многу е лесно да судиме, многу е тешко да се ставиме во ситуација на некој кој е под окупација, заборавајќи дека, нели, ке повторам, ние сме оделен некаков таков пат. Така што повторно е решението да се создадат две држави. Сега палестинската ситуација во овој момент е далеку полоша од тоа што беше 67. Значи палестинците сега со две раце ќе потпишат да се спроведе тој договор од 67, Израел не им одговара. Меѓутоа, знаете, што и да направите, животот е таков, географијата е таква, комшија не може да одберете. Значи тие луѓе, освен ако не ги убиете сите да влезете во Газа, друг начин да не живеете заедно јас не гледам. Другиот начин е овој. Човечки да седнете, се договорите како да живеете. Па на Македонија 30 години од нашава независност и плюс, овде ни се попува од страна на Западот како треба да се еманципираме, како Македонија е мултикултурална, мултиетничка земја, дека сите треба да живееме заедно, па зошто не се направи еден рамковен договор во Израел, каде што палестинци ќе бидат 20% во војската, во армијата, во јавни институции, таблики има на арапски, така зошто нас ни се продава тој модел, а не може да успее во Израел. Тоа е проблемот поради кој нема две држави, меѓутоа и поширок, тоа е проблем поради кој светот е во една ваква криза и тој поредок светски онаков каков што е на стаклени нозе. Да, кога зборуваме за светскиот поредок, постои поларизација, се разбира и во поглед на ова прашање помеѓу големите сили, иако тие формално се повикуваат на договорот од 67-та, сепак
поддршката за Израел од страна на Западот е многу подиректна и сега израелски политичари, да речеме како членови на владеачката партија Ликуд, директно ја винуваат Русија дека таа работи против Израел, дека го поддржува Хамас и така натаму. И тоа се некои, да речеме, информации кои цело време кружат. За волја на вистината, делегација на Хамас и беше во посета на Москва, предходно се разбира, така да Русија, значи, очигледно предходно комуницираше со Хамас и тоа директно, но сега тоа во Израел се интерпретира и последните ставови на Русија кои го осудија терористичкиот напад, но сепак беа многу поумерени од страна на западните реакции, ајде да кажеме. Во Израел тоа се третира како поддршка за Хамас, но и влада е на таква перцепција, ајде да речеме, во светот, дека Русија и земјите, да речеме, кои гравитираат околу Русија, Кина, да речеме Северна Кореја, Иран се разбира, тука не е спорно за Иран, дека тие сега го поддржуваат Хамас, а останатиот дел од светот го поддржува Израел. Па доколку така некако се обидеме да воспоставиме на граница долж таа линија, тогаш да, истокот е тој кој застанува зад ја пребрекол зад Палестина отколку зад Хамас, додека Западот го поддржува Израел. Меѓутоа, никој не зборува, например, како председателот на Колумбија ја поддржува Палестина, како добар дел од латиноамериканските земји ја поддржуваат Палестина, како глобалниот југ 80% е за Палестина во однос на тоа што и се случува. Значи, многу е, едноставно е комплексно да осудите некого, а при тоа да го правите истото што го прави окупаторот. Значи, целата поддршка на Западот за волја на вистината и на Истокот, на еднава или на другава страна, се базира врз даден политички моментум и врз интерес, и тоа многу лесно може да се смени. Меѓутоа, лично мислам дека глобалниот југ, ако по хемисфери го поделиме светот, е тој кој го има оној антиколонијален сентимент на кој се повикува. Тоа се народи кои се напатени, биле под колонијализам, империализам и така натаму. Биле претежно колонии. И знаат да се сочувствуваат со палестинскиот народ. Тоа е веќе искрена поддршка и солидарност. А ова што го прават Русија, Америка, Кина и така натаму, тоа е поддршка низ призма на интерес. Значи, русите во моментов имаат интерес да застанат за Иран, Америка има интерес да застане за Израел и така натаму. Ајде да пробаме хипотетички Израел да дозволи палестинска држава, да има две држави, со дипломатски односи помеѓу нив и да се обидат да функционираат нормално. Ајде да видиме дали тогаш ќе ви биде крив Иран. Дали тогаш Иран ќе создава ураниум, дали тогаш Иран ќе прави проблеми. Преку ноќ може да падне и исламскиот режим таму. Значи, да не е можеби Израел и неговата ционистичка политика тоа што го одржува Иран и неговиот режим, бидејќи, нели, кога имате два непријатели, онда обстојувате секој во својата држава со причина. Постоја и информации, тие се кажани од многу аналитичари, дека Израел го има создадено и Хамас, самиот Хамас дека е создаден во минатото од Израел, да биде еден антипод на доста умерениот Фатах. Постојат такви теории на заговор, постојат теории на заговор дека Мосад стои зад исламската револуција 70-та во Техеран. Меѓутоа, зошто секогаш зборуваме како да не се реши проблемот? Ајде да пробаме што ќе каже Иран доколку Израел и Палестина се договорат за држава. Дали тогаш ќе има потреба од Хезболах, дали тогаш ќе има потреба од терористички напади, дали ќе има потреба од било каква поларизација. Меѓутоа никој не говори за тоа, бидејќи очигледно дека во моментов никому нема одговара Палестина да има држава. Ќе се прекине храната за екстремизмот. Едноставно екстремизмот ќе остане без храна, без гориво. Да. Добро што мене само и со ова ќе завршам, сметам дека да, Израел има одредено, ајде да кажем, историско право, веројатно е точно дека пред 2000 години еврејскиот народ живеел во Палестина и нели ја сочувствуваа таа симбиоза со таа земја, меѓутоа доколку решението во 2023 година, па и во 1946 година е да вие после 2000 години дојдете во Палестина и кажете ај сега тргнете се сите вие, ова е наше. При тоа 2000 години тука живееле араби. Ако секој народ и секоја нација се повика и се врати од таму каде што дошле, што ќе остане од светов? Значи тоа не е решение. Замислете сега за 500 години евреите да се вратат по Минхен, Берлин, по Германија и да речат од овде ни избрека Хитлер, сега ви излезете од становија, ние ќе живееме тука и ова ќе биде наша држава. Значи не е тоа
начин да една цивилизација, еден народ ги реши недоразбирањата или историските неправди. На крајот на денот, 2000 години од како се протирани евреите од Палестина, живееле арапи таму. Имаат ли тие некакво право на таа земја во која живееле 2000 години? Значи, всушност генетски се работи за еден ист народ. Тоа се апсолутно нема посличен народ од евреи и арапи. Тие се генетски ист народ, тие се потомци на Абрахам и двете нации, така натаму живеат на ист простор. Не може да бидат различни. Дури културата на живење по многу точки е слична. Така што сметам дека постојат други начини, не толку примитивни, како да создадете нација, како да создадете држава, како да бидете солидарни и како да покажете на светот да бидете еден пример за еманципација, односно за мултикултурално живење. А во однос на кога зборуваме за поддршка за Палестина, има уште еден мотив кој се употребува. Имаме сега и протести низ цела Европа, тие се некаде се порадикални, по-екстремистички, некаде не толку, во зависност од тоа, но има сега, се вели дека ако ја поддржувате Палестина, го поддржувате и Хамас. Но оние кои некои активисти велат, не, тоа апсолутно не е точно. Ние ја поддржуваме Палестина, но тоа не значи дека го поддржуваме Хамас, дека тоа се две различни работи и дека треба да се разграничат. Апсолутно, Хамас во моментов ја држи воено-политичката структура, односно контрола врз појасот Газа, додека Фатах се нели во западниот брег, меѓутоа да, луѓе се асоцираат доколку си за Палестина заедно си со Хамас. Хамас е само реакција, Хамас е одговор на палестинскиот гнев и отпор. Ништо повеќе и ништо помалку од тоа. Така што сега мислам дека светот пред се западниот бара причина, односно алиби за поддршката кон Израел. За многу арапски земји владата на Нетањаху е бетер од Фатах, значи има методи кои Нетањаху, што се вика, и луѓе убива тие израелски доселеници за да се населат на териториите на Палестина. Така што многу симптоматично е да навлегуваме во методите и во поуката на сето ова. Има протести на секаде. Би рекол дека сум изненаден пред се од европските земји кои дури осудуваат, има и приведувања на луѓе кои јавно се декларираат дека ја поддржуваат Палестина во овој конфликт. Замислете на Германија, чија политика до вчера знаеме со какви методи се однесуваше кон евреите, сега до срж ја брани израелската држава и осудува луѓе кои протестираат во име на Палестина. До таму е дојден светот. Јас повторно ќе кажам, изненаден сум како една Германија или еден САД или една Франција не седнат да дадат некој француски предлог или некој рамковен договор како да се реши палестинското мнозинство, па и во рамки на Израел. Не мора да бидат две држави. Како еднаш не се донесе идеја за таков модел? Така што ова е конфликт кој нема да заврши така во однос на неговото ширење. Не дека ќе се внесат трети сили или не знам што, меѓутоа истово се случува и во Сахелскиот регион во Африка, каде што Франција е таму условно кажано најголемата жртва. Значи тој антиколонијален сентимент на кој се повикуваат тие земји во Сахелскиот регион се раѓа токму од проблемите во Палестина, без разлика што се работи за различни религии. И сметам дека особено ако се изврши копнената офанзива од страна на Израел, дека тоа ќе биде една теоретска катастрофа покрај практичната, ќе биде една таква теоретска катастрофа да тек тогаш израелската држава, низиното постоење ќе биде доведено под знак прашање, бидејќи оваа поддршка од Западот, што има Израел и пред се од САД, е во даден историски моментум кој трае 70-80 години. Меѓутоа историјата е многу поширока и подолга од 70 и 80 години. Тој моментум доколку се смени, све ова ќе отиде низ вода. Така да треба да е свесен Израел каква политика гради, каква перспектива гради и која е поентата на методите кои ги бира да се справи со палестинскиот народ и со Хамас. Да, и за крај едно прашање кое е поврзано, бидејќи ова што се случува во Израел некако се надоврза на војната во Украина која трае веќе 2 години и вие самиот кажавте дека низ таа призма големите сили секогаш ги гледаат своите интереси, се разбира и во Украина, таму Русија е директно инволвирана во таа војна. Дали има некои анализи дека можеби ова
и одговара на Русија бидејќи ја го трга вниманието на Западот од Украина или ја намалува поддршката за Украина од страна на Западот, но мислите ли вие дека е тоа така, дека тоа ќе се случи? Јас сметам дека е така, но не сметам дека тоа е причината за конфликтот во Палестина. Не дека е причина, но дека одговара, да. Контекстуално одговара, бидејќи дефокусот е очигледен во моментов. Згора на тоа забораваме дека Иран е еден од најголемите потржувачи со воена опрема на Русија во конфликтот со Украина. Иран секако дека ќе бара каков таков реципроцитет од Русија, еве конкретно и во спорот со Израел, така што не ме изненадува делумната поддршка на Путин кон палестинците. И сметам дека дефокусот и оди на прилог во Русија, бидејќи во моментов во Украина се случуваат можеби масакар, геноцид е тежок збор, меѓутоа сериозни операции за кои не се зборува многу, има многу големи жртви, бомбардирање на разни институции кои се од цивилен карактер, а светот е загрижен со Палестина и Израел. Така што има некоја вистина во тоа, дека во контекст, кога ќе го ставиме во контекст, овој одговара не толку на Русија како држава, колку на Путин како владетел и агресијата на Путин кон Украина. Бидејќи јас сум сепак поборник на таа теза дека не постои победник во војна и дека тоа не е решение за ништо. Времето ќе покаже дека не е така и не постои војна која не завршила на маса. Така што така ќе заврши руско-украинскиот конфликт, така ќе заврши израелско-палестинскиот конфликт. Поентата е да не се повтори и да се донесе не примирие, не мировен договор, туку баш на политичко решение кое ќе ги отстрани сите овие аномалии на кои до сега сме сведоци. И ќе повторам да не забораваме дека историјата не трае 10, 20, 80 години, трае илјадници години, така да се ова може да се промени и да не иде во контекст во контекст во кој што оди сега, а за тоа треба сега да се свесни и спремни окупаторите, односно посилните држави кои вршат агресии, инвазии, Америка, Русија, Израел и така натаму. Да, Ивор Ангеловиќ, ви благодарам на овој одличен разговор. Благодарам што е одличен и пред се на разговорот се надам ќе се видиме повторно. Се разбира. Ова беше Ивор Ангеловиќ и тука го завршуваме првиот дел од емисијата.